И освен што баравме информација за состојбите во град Скопје, баравме информација нели и за состојбите во јавните предпријатија. Ние посебна точка баравме за тоа пред Нова година и тоа беше конкретно со состојбата во јавното сообраќајно предпријатие, баравме информација, меѓутоа ние не ја добивме. И сега спрашувам, во каква кондиција, во каква состојба јавното сообраќајно предпријатие, затоа што на оваа седница единствено за ова јавно предпријатие ни недостасува тромесечниот извештај за работењето во 2023 година. И сега спрашувам докаде е реализацијата на проектот за пречистителна станица, затоа што сведоци сме повторно преку информација во медиумите дека нашите партнери, европски партнери го направија на град Скопје тоа што мислам требаше да го направат заради тоа што тоа е сериозен партнер. Представник на овој проект е јавното предпријатие Водовод. Се прашувам, доколку не продолжиме со реализација, а нема да продолжиме, затоа што на почетокот на месец јули роковите велат дека треба да се влезе на терен. А кога велам дека треба да се влезе на терен, народски кажано треба да се влезе на нива, каде што треба да биде лоцирана. А ние експроприацијата не сме ја завршиле. Знаете кој ќе ги плаќа пеналите? Пеналите ќе ги плаќа Водовод заради тоа што тоа е органот. Знаете кој ќе ги плаќа пеналите за нереализацијата на Бас Рапид Транзит? И тие се народни пари. Ќе ги плаќа град Скопје. Значи зборуваме за обврски, а не зборуваме за нереализација.